Темата на нашата конференција, како и минатата година, така и ова е предизвици во туризмот и бизнис логистиката во 21. век. На оваа конференција присутни, односно пријавени се 63 автори, заедно со некаде 36 трудови од 5 држави. Тоа се работи Република Србија, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Косово и Македонија. Од вчера се дојдени гостите од соседните држави, така да денес нашиот ден е точно посветен на конференцијата. Ќе имаме презентации поделени во 2 сесии, исто така на крајот ќе имаме и постер презентација. Оно што е најважно да се спомени, дека туризмот сепак представува еден светски процес во кој и ние како држава, меѓутоа и како регион, источниот регион, со центар или во Штип, има водечка улога за да го развива тој туризам во просторот на источниот дел на Македонија, меѓутоа и пошироко. Исто така покрај теми од сферата на туризмот, односно и различни видови на алтернативни форми на туризам, имаме неколку трудови од сферата на бизнис логистиката, што значи логистичка поддршка во делот на туризмот, меѓутоа и воопшто во бизнисот. Се надевам дека денес и од вчерашниот ден и денес гостите од другите држави пријатно се чувствуваат во нашата држава. Исто така денешниот ден ќе го посветиме на размена на искуства. Имаме делови на дискусија, заедничко дружење, меѓутоа и научни диспути во врска со туризмот и пошироко и воопшто во економијата. Благодарам на сите што одвоија време денес да бидат дел од нашиот настан. Се надевам дека овој настан ќе продолжи понатаму и во другите години. И благодарам. Da naš univerzitet iz Kragujevca i univerzitet Goce Delčev ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, zatim naša 2 fakulteta iz Štipa, odnosno Gegelije i Skoplja, kolega moj Nikola Dimitrov i moja malenkost potpisali su ugovor o saradnji i mislim da je u stvari ova konferencija, da kažemo, temelj razvoja naših budućih odnosa u pravcu iznalaženja šta je turistički proizvoda koji mogu pokrenuti, da kažemo, i Makedoniju i Srbiju. Mislim da je ovo dobra priča jer u kom smislu? U smislu iskustava koje imamo i mi i vi, da ih razmenimo prijateljski na najbolji mogući način, a s druge strane savremeni turista zaista ne može i neće da dođe da bude 5 dana, 10 dana kao neka što dolazi na more, da gleda i da pliva u moru, da bude na suncu i na pesku, nego naprosto želi da vidi što je moguće više za taj svoj godišnji odmor. Mislim da i Makedonija i Srbija imaju posebno, kad je u pitanju kontinentalni turizam, mislim da apsolutno, ja posebno, da kažem, apostrofiram ruralni turizam, sve oblik ruralnog turizma, jer pre svega naša kvalitetna hrana, autohtona hrana, sa određenim, da kažemo, kvalitetnim pićima, pre svega mislim na vašu žoltu i vaše vina, a s naše strane odlična rakija i odlična vina. Vi ne zaboravite, mi u posljednjih 15 godina, recimo, kod Vrnjačke banje, malo mesto Aleksandrovac, je napravio 100 vinarija i mislim da je to u stvari put ka razvoju, da kažemo, novih turističkih proizvoda koji će praktično dovesti one turiste koji žele da pobegnu iz urbanih sredina s jedne strane i s druge strane da mi ponudimo ono što imamo komparativnu prednost u odnosu na ostale destinacije. Mi ovdje zaista dolazimo kao svoj kod svoga i izuzetno cenim kolegu Nikolu Dimitrova i njegove saradnike i praktično mi učimo jedni od drugih i želim da pozdravim ne samo ove fakultete, nego da kažemo sve one koji žele dobro i Makedoniji i Srbiji. Ние многу пати говориме дека имаме идеални услови за развивање на банскиот туризам, но токму затоа ни недостасуваат инвестициите и елементот кога говориме што треба и како треба да промовираме, но и каде треба Македонија да се движи во наредните 10 до 15 години. Можам слободно да кажам дека заедно со Светска банка, Министерството за економија, секторот за туризам и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот активно работиме за донесување на долгорочна стратегија која што ќе ги покаже правците на македонскиот туризам во наредните 10 до 15 години, каде што една од јаките страни се детектирани токму банјскиот туризам и развивањето токму нова форма на туризам. Кога говориме за меѓународните искуства, за регионалното поврзување, токму овој тип на научни конференции е шанса да се споделат искуствата, но и да се договорат одредени настапи. Веќе за 2 месеци Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со националните туристички организации на Србија и на Црна Гора ќе настапи заеднички како Балкан, за прв пат како регион ќе настапи на
престижниот азиски сајам за туризам ATB Asia во Сингапур, каде што ќе можат да се понудат комплементарни кружни тури, односно со оне момент кој што гостите од Врнечка бања ни го кажаа дека веќе се 100.000 кинески туристи ќе престојуваат токму на таа дестинација, зашто истите да не ја посетат Македонија, да не ја посетат Скопје или да имаат неколку дневни прошеки. Кога говориме за динамиката во туризмот, практиките, но и се останато, веќе се забораваат повеќе 7-дневните и 14-дневните аранжмани на едно место, поради динамиката на работата и глобализацијата. Туристите или модерните зен генерации патуваат неколку пати во текот на годината. Сакаат да истражуваат, сакаат да споделуваат, користат висока технологија и токму на тоа поле и Светската туристичка организација и ние како дестинација, како држава, но секако и како регион, ќе треба се повеќе да се дигитализираме, исто во нашите понуди да имаме повеќе атракции и секако најавувам дека и оваа година Македонија ќе имаме раст на туристи од 3 до 5% и од 5 до 7% на ноќевање.